Тие што не си ја знаат историјата, веројатно би можеле да научат една нова лекција за создавањето на македонската држава. Не бил Александар тој, туку неговиот татко дал вистински придонес, бил човекот што го направил првиот крупен чекор да се формира Македонија. Краљ Петар I Караđорđević je pozitivna istorijska ličnost, bio je borac za slobodu i sam čin da na ovom području koje je oslobođeno nakon Balkanskih ratova, Makedonija je nakon 50 godina formirala svoju državu, znači da je to jedan deo ili jedan stepenik na putu prema tome da se formira prvi put posle toliko godina savremena makedonska država. Факт е дека не може се да се знае, но за тоа се разбира постојат низа причини. Лошите историски читанки може да се коригираат, ама што да се прави со цензурата, која не дозволува ништо да стаса душите на тие што сакаат да чујат, да научат нешто паметно. И африканските држави дури се подобро информирани од западноевропските држави. Во западноевропските држави ние го живееме токму тој болшевички метод на забрана, да речеме, на руски медиуми, на забрана на вакви или на онакви, на забрана на кинеско присуство. Тоа го имаше во болшевизмот, тоа го нема во демократија. Тоа барем кај нас не е точно. Немало огради, секогаш биле објавувани сите информации, никој ништо не стопирал. Напротив, со должен респект и почит се известувало за се што е важно, па дури се читале писма, преписки, пригодни честитки. Партијата на Владимир Путин, Единствена Русија, вечерва испрати писмо со поддршка за Иван Стоилковиќ и Демократската партија на србите во Македонија за престојните предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат во недела. За разлика од ваквиот фини коректен настап, некои други земји и нивните испостави во држава директно се инволвираат во случувањата. За нив не треба и не може да има пардон. Како можете вие да се борите во една држава како амбасадор во една држава против корупцијата во таа и таквата држава, доколку не се замешате во процесите во таа држава? Како можете вие воопшто да говорите за што и да е дека ќе придонесувате во некоја држава, доколку не се замешате во процесите во таа држава? Дали сте го чуле рускиот амбасадор да излезе со таква идеја изјава дека ќе учествува во овие или во оние процеси? Затоа треба да се има добра стратегија и да не се подлегнува на влијанието. Што ако се смени се? Тогаш ќе се зборува дека убаво глаголеле тие што се противеа на декларацијата за осуда на воените напади врз Украина. Секогаш во политиката, барем со една нога, се држат отворени врати на сите страни. Това се некои елементарни постулати за водење на државна политика. А не државната политика да личи на, или државата да личи на представништво на некаква си туристичка агенција од странство која е тука само да заверува и да чекира карта. Така веќе не може. Не може веќе Македонија да биде купон код во кој секе се добива на попуст. Светот се менува и мора да се адаптира на ново настанатата ситуација. Имаме Олимписки игри. Се сеќаваме ли на Олимпијадата во 36-та, кога Хитлер не сакаше да дозволи да настапуваат луѓе со обоена кожа? Денес не се сака да се дозволи учество на руските спортисти. Значи, дали не ви наликува тоа на нешто веќе видено во времето на нацизмот, во времето на болшевизмот? И на крај, многу би сакале да фатат страна, ама тоа не бива. Веќе има избрани. Јас знам луѓе кои би се менувале со мене за позицијата за која имам кога станува збор за односите со Русија. Меѓутоа не може. Не се покажале како стабилни соработници. Русија не бара слуги. Русија бара соработници со кои ќе соработуваат. Тие што сакаат да соработуваат, ете, имаат мегдан. Другите имаат доволно слобода сами да одлучуваат за себе.